Неделно издание на вестите во 12:30. Добар ден, започнуваме веднаш по кратката најава. Автомотосојузот на Македонија препорачува внимателно возење, прилагодена брзина, почитување на поставената сигнализација и планирање на патувањето според временските услови. Во Кочани на продажба нови 24 парцели градежно земјиште, од кои 14 за индивидуално домување, а 7 парцели за викенд куќи во ски центарот Пониква. Центарот за поддршка на лица со интелектуална попреченост порака во Штип брои околу 100 лица. Тие како главен проблем со кој се соочуваат е отворање на дневен центар. Јоханес Хан истакна дека лично од председателот на Државната изборна комисија добил уверување дека може да се прочисти избирачкиот список и дека тоа нема да биде пречка за одржувањето на изборите. Такво убедување добил и од ОДИХР и од ОПСЕ. Во четвртокот има контакт со директорот на ОДИХР, господин Линк, и со генералниот секретар на ОПСЕ. И двајцата ми потврдија дека доколку сите во државата се посветени, ќе биде возможно да се спроведат фер, транспарентни и демократски избори според нашите европски и меѓународни стандарди. На секој начин на кој европските институции, ОПСЕ, ОДИХР, Европската комисија можат да помогнат да се направи. Тие ќе бидат таму и јас повторно ќе дојдам, но сега останува политичките партии да донесат одлуки. Јас само можам да поттикнам сите да партиципираат на изборите, рече Хан. СДСМ е единствената партија која ги напушти преговорите, барајќи изборите да бидат одложени, додека ВМРО, ДПМН, ДУИ и ДПА стоат зад договореното, односно изборите да се одржат на 24 април. Договорот важи, уште еднаш ќе повторам, а ова беше и пораката која ја упатив до сите клучни играчи. Очекувам сите партии да останат посветени на договорот од пржино, рече Хан. Автомотосојузот на Македонија известува дека е воведена забрана за поминување на камиони на повеќе патишта и планински премини. Тие препорачуваат дека поради обилните снежни врнежи, без особена потреба да не се патува, задолжително носење на зимска опрема, исклучително внимателно возење, прилагодена брзина на движење, почитување на поставената сообраќајна сигнализација и планирање на патувањето според временските услови. Според информации добиени од Управата за хидрометеоролошките работи, денес се очекува да има заладување и поинтензивни врнежи. Внимателно возење на патниот правец Кочани-Делчево, каде се забележува зголемена појава на одрони и особено внимание е потребно кај делот од Истибања до Брана Калиманци. Екипите на јавното предпријатие Македонија Пат со механизацијата ги поминуваат сите патни правци и досега на коловозите имаат фрлено околу 100 метри кубни абразивен материјал. Проводен и патот до туристичкиот ски центар Пониква. Општина Кочани нуди на продажба по пат на електронско јавно надавање нови 24 парцели, од кои 14 за индивидуално домување, 7 парцели за викенд куќе во спортско-рекреативниот центар Пониква и 3 за индустријски објекти, мало стопанство и лесна индустрија во градот. Последната објава покажа зголемен интерес за плацевите во спортско-рекреативниот центар Пониква и тоа од граѓани кои потекнуваат од повеќе градови во Македонија, а рокот за поднесување на потребната документација за учество во јавното надавање е до 20 јануари. Што се однесува до рокот за пријавување за плацевите за индустријски објекти мало стопанство, кои се наоѓаат во местноста Лесна индустрија, Белски дол и Керамидница, рокот е до 30 јануари. Почетната цена е 61 денар за метар квадратен, освен за 2 градежни парцели за индустријски објекти, за кои е 563 денари за метар квадратен.
Со средства од европските фондови, детската градинка Вера Цирвири Дрена ќе го реновира еден од најстарите нејзини клонови Пчелка. За таа цел градинката во соработка со општина Штип ќе аплицира на проект од ИПА програмата за меѓугранична соработка заедно со општина Гоце Делчев од Република Бугарија за добивање на финансиски средства со кои ќе се подобрат условите во детската градинка. Во овој момент се згрижени 80 деца, при што целосно е исполнет капацитетот, а долга е листата на заинтересирани кои чекаат да бидат примени во градинката. Она што е предвидено со реконструкцијата ќе ја зголеми енергетската ефикасност на објектот. Реконструкцијата ќе се состои од промена на плочите на двата ката, бидејќи сега тие се со греди и трска. Ќе имаме отстранување на малтерот, промена на електричната инсталација целокупно, ќе имаме поставување на стиропор, фибран, значи тој пресуван што е, и нанесување, односно обработка на внатрешните ѕидови со глетување. Со ова мислам дека ќе бидат значително подобрени условите во овој објект. Доколку се одобри проектот и потребните финансиски средства, со реновирање ќе се започне во летниот период, кога бројот на деца е помал и може да се префрлат во останатите клонови на градинката. До 25 јануари треба да аплицираме за ова прекогранична, значи заедно со градинка од Гоце Делчев и доколку се добијат средствата, градежните активности ќе се одвиваат во летниот период, бидејќи во тој период децата бројот на дечињата е намален и ќе можеме дечињата кои што посетуваат во летниот период да ги преместиме во клонот Другарче кај полицијата и на тој начин без никакви проблеми да се изведат овие градежни активности. Покрај проектот за реконструкција, детската градинка Вера Цирвири Трена ќе конкурира и за добивање на проект за поставување на фотоволтажни панели за производство на електрична енергија. Републичкиот центар за поддршка на лица со интелектуална попреченост Порака минатата година одбележа 50 години постоење и активна работа. Врз основа на Републичкиот центар формирани се и центри во источниот и западниот дел од земјава. Освен во Штип, вакви центри за поддршка на лицата со интелектуална попреченост во источниот регион има и во Виница и Македонска Каменица. Во Штип овој центар брои околу 100 лица, од кои 50 се постојано активни. Целта на овие активности е да лицата бидат почесто заедно, да излезат од дома, да не ги затвараме лицата дома. Играат Не люти се човече, карти играат. Наши активности и беа и остануваат и ќе продолжиме така. Повремено во текот на годината два пати, три пати во годината одржуваме еднодневни екскурзии. Ги носевме во Јоаким Осоговски манастирот, бевме во Радовиш, бевме за Доиран, правиме еднодневни екскурзии се со цел овие лица да се дружат и што можеме повеќе да ги социализираме. Не можам да кажам дека нашите членови се дискриминирани во општеството, бидејќи тие се веќе возрастни личности и граѓаните на град Штип се навикнати да ги гледаат низ градот, додава Крстева. 26 годишна возраст, лицата со интелектуална попреченост, сумерена и тешка, се ослободени од плаќање на партиципација, здравственото осигурување, плаќањето на партиципацијата. Над 26 годишна возраст не важи за тие лица. Што значи дека овие лица над 26 годишна возраст, иако се истите лица, до 26 годишна возраст ја користат таа бенефиција да не плаќаат, да не учествуваат со партиципација со своји лични средства, над 26 се укинува тоа право. Ова е еден од главните проблеми со кои се судруваат овие лица. Центарот Порака исто така се залага за отворање на дневен центар, кој ќе има возможи за познавање со околината, самостојни активности, но пред се самостојно опстојување, што е посебно важно за оваа категорија граѓани. Околу 300 припадници на германската полиција синоќ ја спроведоа акција во градот Дизелдорф, во еден кварт каде живеат голем број на емигранти по потекло од Северна Африка, јави ТАС.
Полицијата соопшти дека акцијата е спроведена по добиените сознанија дека во одреден период од демот во овој кварт се среќаваат лица кои се осомничени за кражби и за шверц на дрога. Операцијата е спроведена во услови на зголемени тензии во германската јавност, по серијата напади врз жени во Келн од страна на имигранти за време на новогодишната ноќ и по зачестените барања за преиспитување на политиката на владата на Берлин за отворени врати за бегалците. Припадници на джихадистичката група во текот на вчерашниот ден екзекутирале околу 250 борби на провладените сили и членови на нивните семејства во сирискиот град Деир ал-Зур, откако претходно зазедоа делови од него што беа под контрола на силите лојали на сирискиот председател Башар ал-Асад, јавија западните медиуми, повикувајќи се на тврдења на локалните невладини организации. Информацијата ја потврди извор во сириската влада, која нагласи дека джихадистите убиле најмалку 250 лица. Нервозен слон предизвика паника по улиците на индискиот град Кожикоде. Животното излегло надвор од контрола и почнало да руши се пред себе, односно се што му се нашло на патот, објавуваат индиските медиуми. Инцидентот се случи за време на верски фестивал. Македонската ракометна репрезентација вечерва ќе го игра вториот надпревар на Европското првенство, а за противник ќе го има домаќинот селекцијата на Полска. Полјаците кои важеа за фаворите во дуелот против Србија не прикажаа кој знае каква игра во првото коло, па мечот го добија минимално со 1 гол разлика. За разлика од домаќините, нашите ракометари одиграа подлични 50 на минути против олимпискиот, светскиот и европскиот шампион Франција, но како да немаа сили до крај да се изборат за изненадување. Доколку се повтори играта против триколорите, но овој пат во текот на сите 60 минути, тогаш Македонија со право може да се надева да избори дури и победа, вели селекторот Ивица Обраван. Досега Македонија во 2 наврати ја доби Полска на големите надпреварувања. Ви благодарам што бевте со нас. Следното информативно издание е во 16 часот и 30 минути. Останете со Канал Плюс.